Од денеска, учениците кои не ја положиле државната матура во јунскиот рок или од оправдани причини не биле во можност испитите да ги полагаат во таа сесија, државна матура ќе полагаат во наредните 4 дена. Ова учебна година за државната матура во августовскиот испитен рок се имаат пријавено 1802 ученици на ниво на цела држава. Денеска се полагаше задолжителниот предмет македонски јазик и литература, кој го полагаат вкупно 128 кандидати. Учениците од двете средни училишта во Кочани предметот го полагаа во Штип, од причина што во училиштата нема доволен број ученици како би се формирала група која би го полагала предметот тука. Денес се полага македонски јазик и литература, меѓутоа тоа се полага во Штип. Исто така имаме и за 17 и 18, значи на 17 се полага англиски, а на 18 се полага бизнес. Значи тоа се уште 2 дена каде што нашите ученици ќе бидат присутни, а за во интерниот дел, значи имаме завршен испит овде, училишна матура што се полага во самото училиште, македонски јазик се полага во петок, 19 и во текот на наредната недела останатите предмети. Кога нема во училиштето доволен број ученици да се формира барем една група од ученици кои што го полагаат тој предмет, се полага во најблиското училиште во општината или малку по-широко. Значи овој пат немаме во Штип, немаме во Виница, нема во друго училиште како што е Емоц, Гошо Викентиев, таму нема да се полага. Најблиску до нашето е Штип и таму се полагаат, значи во Штип може да има и од Свети Николи, од други градови, каде што ќе го полагаат овој дел, бидејќи сега се навистина многу мал број ученици, тие кои што реков од оправдани причини, многу често се тоа здравствени причини или икс некои други причини од кои што не можеле да се појават на испитот во јунската испитна сесија. И за толку малку ученици тие само организираат на едно место. Значи се сконцентрирани во неколку градови во Македонија, нема во секој училиште како што било порано. Од минатата учебна година државната матура учениците ја полагаат според новиот концепт 1+3, односно се полагаат 3 екстерни и 1 интерен предмет. Согласно концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со 4-годишно траење во Република Македонија, учениците екстерно треба да имаат положено 3 предмети. Задолжителен за сите е мајчиниот јазик. Учениците кои нема да бидат задоволни од добиената оценка по некој предмет имаат право на приговор, кој треба да се достави до училиштето. По завршувањето на процесот на приговори ќе бидат објавени конечните резултати од државната матура од августовскиот испитен рок. Полагањето пак на училишна матура во средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе започне во петок 19 август, кога ќе се полага македонски јазик и литература, додека полагањето на останатите предмети е закажено во текот на наредната недела.